Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се ближи часот и месечината се препалови. А тие секогаш кога ќе видат чудо, се вртат и велат непрекината магија. Тие не веруваат и заповедуваат по своите желби, а се е веќе одредено и им дојдоа вести кои треба да ги одвратат. Совршена мудрост, но помените не користат. Затоа сврти се од нив, на денот кога гласникот ќе ги повика на нешто учасно. Тие со спуштени погледи од гробовите ќе слегуваат, како расеани скакулци, брзајки кон гласникот, неверниците ќе велат, ова е тежок ден. Но евиот народ не веруваше пред нив и робот наш за лага го клеветеа, велејки лудак, и Ное беше одбиен. И тој Господарот свој го замоли, јас сум победен, па ти помогни ми. И ние портите небески ги отворивме, за водата која непрекинато лиеше, и сторивме од земјата изворите да провираат. И водите се составија како што беше одредено, а него го носевме на тој брод од даски и шајки изграден, кој што пловеше пред нашите очи. Тоа беше награда за тој што го отфрлија. И ние тоа го оставивме како паука, па има ли некој да прими паука? И какви беа казната моја и опомените мои? И ние куранот го направивме лесен за паука, па има ли некој да прими паука? Не веруваше ни јад, какви беа казната моја и опомените мои. Еден кобен ден на нив пративме леден ветер кој непрекинато дуваше, и луѓето ги креваше како да се искорнати палмини стебла. И какви беа казната моја и опомените мои. А ние куранот го направивме достапен за учење наизуст и поука, па има ли некој да прими поука? И семут во помените не веруваше, зарем да следиме некого од нас, говореа, тогаш навистина би биле во заблуда и на мака. Зарем токму нему од сите нас да му биде пратена објавата? Не, тој е вообразен лажливец. Тие утре ќе дознаат кој е вообразен лажливец. Ние ќе пратиме Камила, за да ги искушаме, па почекај ги и биди трпелив. И предупреди ги дека водата ќе делат и тие и таа. На секој оброк ќе му пристапи тој што е наред. Но тие повикаа еден од нив, па тој се осмели и ја закла. И какви беа казана моја и опомените мои. Ние на нив им пративме еден единствен крик, па тие станаа како здробени суви лисија, кои ги собира тој што има плевна. А ние го направивме куранот достапен за учење наизуст и поука, па има ли некој да прими поука? И лотовиот народ во помените не веруваше. На нив им пративме ветер полн со песок, освен на лотовото семејство. Нив во мокрите ги спасивме. Од милоста наша, ете ние така ги наградуваме тие што заблагодаруваат, а тој им се закануваше со силата наша. Но тие во заканите се сомневаа. Тие од него гостите негови ги бараа, па ние ги ослебивме. Искусете казната моја и заканите мои. А рано наутро ги стигна казната постојана. Искусете казната моја и заканите мои. А ние курано го направивме достапен за учење наизуст и поука, па има ли некој да прими поука? И на фараоновите луѓе во помените им доаѓаа, но тие ги негираа сите наши знаци, па ние ги казнивме така како што казнува силниот и могниот. Дали неверниците ваши се подобри од нив? Или вие во книгите небески имате некаква гаранција? Зарем тие да велат ние сме неповедлива група? Групата сигурно понацена ќе биде, а тие ќе се дадат во бегство. Меѓутоа, крајот на светот им е закажен, а крајот на светот е поужасен и погорчлив. Зосрниците сигурно во заблуда и во страдање беа и ќе бидат на денот кога во огнот ќе бидат одлечени, со лицата надолу свртени. Искусете го допирот на огнот. Ние навистина се со мерка составаме и наредбата наша е само еден збор. Се случува за миг. А ние веќе ги уништивме сличните на вас, па има ли некој да преми поука? И се што направија во книгата е, се мало и големо, во редови е ставено. Тие што се плашија од Господ, ќе бидат во рајските градини и покрај реките, на местото на вистината, кај се мокниот владетел. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Семилосниот подучува со Куран, го создава човекот, го учи да изговара. Сонцето и месечината по утврдени пати ги пловат, и звездите и дрвјата се покоруваат, а небото го крена и постави мерка правда, за да не ги преминувате границите на правдата и правилно мерете и на кантарот не кратете, а земјата за созданијата ја рашири. На неа има овошја и палми со плод во чашки, и жито со плевел и листови на стеблата, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Тој човекот од исушена глина, како што е грнчаријата го создаде, а демоните од пламен оган, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Господарот на двата истоци и двата запади, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Пушти две мориња да се допираат, меѓу нив има преграда и тие не се мешаат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Од нив се вади бисер и мерџан, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Негови се и бродовите кои како ридови високи по морето се издигнуваат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Се што е на земјата милливо е, останува само лицето
лицето на Господарот твој величествено и благородно, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Нему му се молат тие што се на небесата и на земјата, секој миг тој се занимава со нешто, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Ке се позанимаваме со вас, о луѓе и демони, па која благодат од Господарот свој ја негирате. О групи од джини и луѓе, ако можете ни слоевите на небесата и на земјата да продрете, ке можете да продрете само со голема моќ, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Врз вас огнен пламен и густ чад ке ви се испрати и вие нема да можете да се одбраните, па која благодат од Господарот свој ја негирате. А кога небото ке се раздвои и како растопено масло румено ке стане, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Тој ден луѓето и джинните со своите греови нема да бидат прашани, па која благодат од Господарот свој ја негирате. А за сониците побелезите своји ќе бидат препознаени, па за коските и за носете ќе бидат зграпчени, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Еве тоа е пеклот кој за сониците го негираа, и меѓу оган и зовриена вода тие ќе кружат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. А за тој што од стоењето пред Господарот свој се плашал, ќе му припаднат 2 предели во рајот, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Полни со стебла разгранети, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Во кои ќе има 2 извори кои ќе течат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Во нив од секој овошје по 2 вида ќе има, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Потпрени врз постери чии што постави од кадифе ќе бидат, а плодовите во 2 предела на дофат на рацете ќе стојат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Во нив ќе бидат тие што гледаат пред себе, тие што пред нив ни човек ни джин не ги допрел, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Како тие да се скапосен камен и мерџан, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Зарем наградата за добрина може да биде нешто друго освен добрина, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Освен тие 2 ќе има уште 2 други незначителни предели, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Темно зелени, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Со 2 извора што прскаат, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Во нив ќе има овоше и палми и шипинки, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Во нив ќе има убавици со прекрасни карактери, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Хури во шатори скриени, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Кој пред нив ни човек ни джин не ги допрел, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Тие ќе бидат потпрени на зелени перници, прекриени со волшебни и прекрасни килими, па која благодат од Господарот свој ја негирате. Нека е возвишено името на Господарот твој, величествениот и благородниот. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Кога случувањето ќе се случи, случувањето негово никој нема да го негира. Некој ќе ги понижи, а некој ќе ги возвиши. Кога земјата силно ќе се стресе и планините во парчиња ќе се здробат и ќе станат прашина расфрлена, вас ќе ве има 3 вида, тие оддесно, кои се тие оддесно, и тие одлево, кои се тие одлево, и тие првите, секогаш први, тие ќе му бидат блиски на Господ, во рајските градини на наследувањето, ќе има многу од првите, а малку од последните, на диваните извезени, едни кон други, на нив подпрени ќе бидат, ќе ги служат вечно млади момчиња, со чаши и ибрици и со пехар пол со пијалак од изворите проточни, од кој глава нема да ги боли и поради кој умот нема да го изгубат, и со овоше кое што самите ќе го одбираат, и со птичје месо какво што ќе посакаат, со нив ќе бидат и хуриите со крупни очи, слични на бисер во школките скриен, како награда за тоа што го правеле. Во нив нема да слушаат празни беседи и грешен говор, туку само зборовите селам, селам. А тие оддесно, што е со тие оддесно? Ќе бидат меѓу лотосовите дрвја без боцки и меѓу дрвјата на багремот со плодовите нанижени и под сенката пространа, покрај водата проточна и среде овошето разновидно, кое што секогаш ќе го има и кое што нема забрането да биде. И на постелите високи кренати. Со новото составање ние ќе создадеме хурии и ќе ги направиме девици, мили на мажите нивни и со исти години, за тие оддесно. Ќе има многу од првите, а многу и од подоцнежните, а тие одлево, што е со тие одлево? Тие ќе бидат во оган жарен и во вода зовриена, и во сенката на чадот темен, каде нема да има свежина, никаква било удобност, тие пред тоа со раскошен живот живееа. И упорно тешки греови чинеа и велеа, зарем кога ќе умреме и кога земја и коски ќе станеме, зарем навистина ќе бидеме оживеани, зарем и нашите древни предци, кажи, и древните и подоцнежните, во одредено време, еден одреден ден ќе бидат собрани.
И тогаш вие, о заблудени, кои го негиравте проживувањето, сигурно од дрвото зекум ќе јадете и со него стомаците ќе ги полнете, а потоа на тоа зовриена вода ќе пиете, како камили кои не можат жетта да ја изгасат. Тоа на оној свет ќе биде гостењето нивно. Ние ве создадовме, па зошто не поверувате? Кажете ми вие мене, дали на семето кое го уфрлате, вие облик му давате или ние тоа го правиме? Ние одредуваме кога кој од вас ќе умре и никој не може да не спречи. Ликовите вашите ги измениме и одново во ликови кои вие нема да ги познавате да ве создадеме. Познато вие како првиот пат сте создадени, па зошто не се вразумите? Кажете ми вие мене, што станува со тоа што ќе го посадите? Дали вие му давате сила да никнува или ние тоа го правиме? Ако сакаме можеме во суво растение да го претвориме, па би се в чудо не виделе. Ние навистина сме оштетени, дури сме и лишени од се. Кажете ми вие мене, водата што ја пиете, дали вие или ние од облаците ја спуштаме? Ако сакаме можеме да направиме солена, па зошто не сте благодарни? Кажете ми вие мене, огнот што го палите, дали дрвото за него вие или ние го создаваме? Ние правиме тој да подсетува и да биде корисен за патниците кои престојуваат. Затоа слави го и величе го името на Господарот свој и се колнам во местата на постепеното спуштање на Куранот, а тоа да знаете е голема заклетва. Тоа е навистина благородниот Куран, погрижливо чуваната книга. Смеат да го допрат само тие што се чисти. Тој е објава од Господарот на световите. Па како овој говор го омаложувате и наместо благодарност што ви е подарено снабдувањето, вие во него не верувате. А зошто вие, кога душата до гркланот ќе достигне и кога вие тогаш ќе гледате, а ние сме му поблиски од вас, но вие не гледате? Зошто тогаш, ако сметката не сакате да ја полагате, не ја повратите? Ако вистината ја зборувате, и ако биде еден од тие што му се блиски на Господ, удобност и убаво снабдување и рајски благодати за него, а ако биде еден од тие што се десно, па селам до тебе од тие што се десно, а ако биде еден од тие што негираа и во заблуда останаа, па со совриена вода ќе биде нагостен и во огнот ќе биде пршен. На вистина сето ова е чиста вистина, па слави го и величе го името на Господарот свој, величествениот. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Тоа што е на небесата и тоа што е на земјата го слави и го велича Господ. Тој е силниот и мудриот. Негова е власта на небесата и на земјата. Тој живот и смрт дава и тој може се. Тој е првиот и последниот, и видливиот и невидливиот. Тој знае се. Тој е тој што ги создаде небесата и земјата за 6 временски периоди, а потоа се возвиши над аршот. Тој знае што влегува во земјата и што излегува од неа, и што од небото слегува и што кон него се крева. Тој е со вас каде и да сте, и Господ гледа се што правите. Негова е власта на небесата и на земјата, и кај Господ се ќе се врати. Тој ја воведува ноќта во денот и денот во ноќта, и тој ги знае мислите сечии. Верувајте во Господ и во пратеникот Негов и давајте од тоа што тој ви го дал да го наследите, бидејќи тие од вас што ќе веруваат и што ќе даваат ги чека голема награда. Што вие што не верувате во Господ, пратеникот ве повикува да верувате во Господарот свој, а тој веќе зеде завет од вас, ако сакате да бидете верници. Тој на својот роб му објавува јасни ајети за да ве изведе од темнините на светлината, а Господ навистина е благ и милостив кон вас. И што вие што одбивате да трошите на Господовиот пат, а на Господ му припаѓа наследството на небесата и на земјата. Не се еднакви тие меѓу вас кои даваат прилози пред победата и лично се бореа. Тие се на повисок степен од тие што после тоа даваа прилози и лично се бореа. А Господ на сите им ветува најубава награда. Господ добро го знае тоа што го правите. Кој е тој што доброволно ќе му даде заем на Господ, за тој многократно да му го врати, а со тоа и благородна награда да добие во рајот. На денот кога ќе видиш како пред верниците и верничките и од нивната десна страна светлото нивно ќе се движи, блазесиви денес, рајски градини, низ кои реки течат, во кои што вечно ќе живеете. Тоа е голем успех. На денот кога лицемерите и лицемерките ќе им велат на верниците: причекајте не за да се послужиме со светлото ваше, вратете се назад, па друго светло барајте, ќе се рече, и помеѓу нив ќе се постави преграда која ќе има врата. Во неа ќе биде милоста, а во неа страдањето. Зарем не бевме со вас, ки ги довикуваат? Бевте, ќе одговорат, но се доведовте во искушение, го очекувавте нашето уништување, имавте сомнеш во верата и пустите желби ве залажуваат.
се додека не дојде Господовата наредба, а сатаната ви измами во врска со Господ. Денес никаква откупнина нема да се прими од вас, а ниту од тие што не веруваа. Огнот ќе биде живеалиште ваше, тој токму ви одговора, а тој е ужасно живеалиште. Зарем не е време срцата на верниците да омекнат кога се спомнуваат Господ и вистината која се објавува, и тие да не бидат како оние на кои што уште одамна им е дадена книгата, па срцата нивни бидејќи помина многу време, сурови станаа и многу од нив се непослушни грешници. Знајте дека Господ ти дава живот на веќе мртвата земја. Ние ви ги објаснуваме доказите за да разберете на тие што ќе даваат милостина и секат од мажи и жени и кои што доброволно на Господ заем ќе му даваат, но укратно ќе им се врати и нив ги чека благородна награда. Тие што веруваат во Господ и во пратениците негови, тие се искрени, а на шехидите, мачениците, нивната награда и светлото нивно им припаја кај нивниот Господар, а тие што нема да веруваат и кои доказите наши ги негираат, ќе бидат жители на огнот. Знајте дека животот на овој свет е игра и забава, и разубавување, и гордо надпреварување меѓу вас, и надпреварување со мноштвото имоти и деца. Пример за тоа е дождот и растенијата од него ги восхитува сејачите, и потоа по дождот станува бујно, но потоа ќе го видиш пожолтено и потоа бива исушено. На овој свет има тешко страдање за неверниците, а има и прошка и задоволство од Господ за верниците. А овојсветскиот живот е лажно уживање. Надпреварувајте се за да заслужите кај својот Господар прошка и рај, простран колку што се пространи небото и земјата, и подготвен за тие што веруваат во Господ и во пратениците негови. Тоа е Господовата благодат која што ќе му ја даде на тој што тој сака, а кај Господ има голема благодат. Нема неволја која ќе ја погоди земјата и вас, а која не е пред да ја дадеме запишана во книгата. Тоа за Господ е навистина лесно, за да не тагувате по тоа што ви одминало, а и да не се радувате премногу на тоа што тој ќе ви го даде. Господ не сака никакви прекумерни трошачи, фалбаджии, кои што се скржави и кои од луѓето бараат скржавост. А оној кој не сака да дава, па Господ е навистина независен и достоен за благодарност. Ние пратениците наши со јасни докази ги праќавме и по нив книга и мерка правда праќавме за луѓето да постапуваат праведно, а железото го зазадовме во кое има голема мок и кое на луѓето им користи, за да укаже Господ на тие што ја помагаат верата негова и пратениците негови кога не го гледаат. Господ навистина е моќен и силен. Ние Ное и Аврам ги пративме и на некои од потомците нивни веровешништво и објава им дадовме. Некои од потомците нивни се на вистинскиот пат, а многу од нив се непослушни грешници. Потоа по нив еден по друг нашите пратеници ги праќавме, додека Исус, синот на Марија, не го пративме, кому евангелието му го дадовме, а во срцата на следбениците негови благост и сомилост влеавме, додека монаштвото тие самите како новотарија го оведоа. Ние не им го препишавме со желба да се стекне Господовото задоволство, но тие за тоа не водат грижа, така како што треба, па тие меѓу нив кои што ќе веруваат исправно, ќе ги наградиме, а многу од нив се непослушни грешници. Овие кои што верувате, плашете се од Господ и во пратеникот негов верувајте. Тој својата двократна милост ќе ви ја подари и ќе ви даде светло со чија помош ќе одите и ќе ви прости, бидејќи Господ простува и милостив е. И нека знаат следбениците на книгата дека тие никаква Господова благодат нема да добијат, бидејќи благодатта е само во Господовата рака, им ја дава на тие на кои што тој сака, а кај Господ е најголемата благодат. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, Господ ги слушна споровите на таа што со тебе за својот маж се расправаше и на Господ му се жалеше, а Господ го слуша вашиот меѓусебен разговор, бидејќи Господ навистина се слуша и се гледа. Тие од вас кои што на жените своји ќе им кажат дека веќе не им се допуштени, како што не им се допуштени мајките нивни, а тие не се нивни мајки, мајки нивни се само тие што ги родиле. Тие навистина зборуваат лоши зборови и невистина, а Господ сигурно ги брише гревовите и простува. Тие што на жените своји ќе им кажат дека не им се допуштени, како што не им се допуштени мајките нивни, а потоа ќе решат да се вратат на ставот на кој биле пред изречените зборови, должни се пред едни со други да се допрат, да ослободат еден роб од робство. Тоа ви се наредува, а Господ добро го знае тоа што вие го правите. Тој што нема да најде, должен е непрекинато да пости 2 месеца пред еден со друг да се допрат, а тој што не може, должен е да нахрани 60 сиромашни, за да
potvrdi дека верува во Господ и во неговиот пратеник, тоа ви се господовите прописи, а неверниците ги чека болна казна. Навистина, тие што му се непослушни на Господ и на пратеникот негов ќе бидат посрамотени, како што беа посрамотени и оние пред нив, а ние објавивме јасни знаци, а неверниците ги чека срамно страдање. На денот кога Господ сите ги оживее, па ги извести за тоа што го правене, Господ за тоа сведе пресметка, а тие тоа го заборавија. Господ е сведок на се. Зарем не знаеш дека Господ знае што има на небесата и што има на земјата? Нема тајни разговори меѓу тројца, а тој да не е четвртиот, ниту меѓу петмина, а тој да не е шестиот. Никога се помалку, никога се повеќе, а тој да не е со нив каде и да се. Тој на судниот ден ќе ги извести за тоа што го работеле, бидејќи Господ се добро знае. Зарем не ги гледаш тие на кои што им е забрането да си дошепнуваат, како потоа се враќаат на тоа што им е забрането и си дошепнуваат за гревот и за непријателството и за непослушноста кон пратеникот. А кога ти доаѓаат, те поздравуваат онака како што Господ никогаш не те поздравил. И меѓу себе велат, би требало Господ веќе еднаш да не казни за тоа што го зборуваме. Доволен ќе им биде пеколот, во него ќе горат, а тоа е грозно живеалиште. О, верници, кога меѓу себе тајно ќе разговарате, не разговарајте за гревот и за непријателството и непослушноста кон пратеникот, туку разговарајте за доброчинството и богобојазливоста и плашете се од Господ пред кога ќе бидете собрани. Дошепнувањето е сатанска работа, за да ги растажи тие што веруваат, а тоа не може ним ниту малку да им наштети, освен ако Господ го допушти тоа, а верниците само на Господ нека се подпираат. О, верници, кога ќе ви се каже, направете место за другите таму каде што се седи, вие направете, па и вам Господ место ќе ви направи, а кога ќе ви се каже, станете, вие станете, и Господ на високи степени ќе ги воздигне тие што веруваат и на кои што им е дадено знаење, а Господ добро го знае тоа што го правите. О, верници, кога сакате со пратеникот тајно да разговарате, пред разговорот дадете милостина. Тоа е подобро и почисто за вас, а ако немате, па Господ навистина простува и милостив е. Зарем ви е страв пред својот разговор да дадете милостина, а ако не дадете и ако Господ ви прости, тогаш намазот извршувајте го и зекат давајте и бидете му покорни на Господ и на пратеникот негов. Господ добро го знае тоа што вие го правите. Зарем не ги гледаш тие кои што пријателуваат со луѓето на кои што Господ е гневен? Тие не се ни ваши ни нивни и уште свесно накриво се колнат. Господ на нив тешка казна им подготви, бидејќи навистина е лошо тоа што го прават. Ги зедоа своите заклети како штит, па одвраќаат од Господовиот пат. Нив ги чека срамна казна, ни богатствата нивни, ни децата нивни воопшто нема да им помогнат кај Господ. Тие ќе бидат жители на огнот, во кој вечно ќе живеат. На денот во кој што Господ сите ќе ги оживее, тие нему ќе му се колнат, како што вам ви се колнат, мислејќи дека тоа нешто ќе им користи. Тие се навистина вистински лажливци. Со нив завладеал ѓаволот и направил да заборават да го спомнуваат Господ. Тие се ѓаволска партија, а навистина тие од ѓаволската партија се вистински губитници. Тие што се спротивставуваат на Господ и на пратеникот негов, сигурно ќе бидат меѓу најпонижените. Господ запишал, јас и пратениците мои сигурно ќе победиме. Господ е навистина моќен и силен. Луѓето кои што веруваат и во Господ и во оној свет не треба да се сакаат со тие кои што на Господ и на пратеникот негов им се спротивставуваат, па макар и тие да им се татковците нивни, или синовите нивни, или браќата нивни, или роднините нивни, тој на нив им сади верување во срцата нивни и со светлото свое ги зајакна. И тој ќе ги воведе во рајските градини низ кои што реки течат. За вони вечно да останат. Господ е задоволен со нив, а и тие ќе бидат задоволни со него. Тие се Господова партија, а навистина Господовата партија се тие што сигурно ќе успеат. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, тоа што е на небесата и тоа што е на земјата го слави и го велича Господ. Тој е силниот и мудриот. Тој при првото прогонство од домовите нивни ги протера тие следбеници на книгата кои не веруваа. Вие не мислевте дека ќе отидат, а тие мислеа дека нивните тврдини од Господовата казна ќе ги одбранат. Но Господовата казна им дојде оттаму од каде што не се надеваа и тој во срцата нивни влеа страв. Со сопствените раце и со рацете на верниците своите домови ги рушија. Затоа земете од тоа поука, о вие кои гледате. А Господ да не пропишеше веќе прогонство за нив, тој ќе ги казнеше уште на овој свет, а нив на оној свет им припаја казна во
огнот, затоа што на Господ и на претеникот негов им се спротивставуваа. А тој што на Господ ќе му се спротивстави, Господ навистина жестоко ќе го газни. Тоа што исековте некои палми или ги оставивте исправено да стојат, тоа со Господова дозвола го сторивте, и за тој да ги понижи непослушните грешници, а вие не ги теравте ниту коњите, ниту камилите, спрегнати заради тоа што Господ од нив како плен го подарил на претеникот свој, туку Господ им ја препушта власта на претениците своји, на тие над кои што сака тој. Господ може се. Пленот од жителите на селата и на градовите кои Господ му ги дарува на претеникот свој, им припаѓа на Господ и на претеникот негов, и на неговите ближни, и на сиречињата, и на синомашните, и на патниците, на мерници, за да не преоѓа само од раце во рацете на вашите богаташи. Тоа што претеникот ќе ви го даде, земете го, а тоа што ќе ви го забрани, оставете го и плашете се од Господ, бидејќи Господ навистина жестоко газнува. И на сиромашните мухаџири, кои од својот роден крај се протерани и од имотот свој лишени, кои сакаат Господова милост и наклонност да ја стекнат, и на Господ и на претеникот негов им помагаат. Тоа се навистина вистински верници. И на тие што пред нив медина ја селија и верувањето го прифатија, тие ги сакаат оние кои што им се доселуваат и во градите своји никаква тешкотија не чувствуваат и сакаат повеќе за нив отколку за себе, иако и на нив самите им е потребно. А тие што ќе се сочуваат од лакомоста и скржавоста, тие сигурно ќе успеат. Тие што доаѓаат по нив велат: Господару наш, прости ни нам и на браќата наши кои во верата не претекнаа и не допуштај во срцата наши да има ниту малку злоба кон верниците. Господару наш, ти си навистина добар и милостив. Зарем не гледаш како лицемерите им говорат на своите пријатели, на следбениците на книгата, кои не веруваат: ако бидете протерани, ние сигурно со вас ќе појдеме и кога ќе се однесува на вас, никогаш никому нема да му се покориме. А ако бидете нападнати, сигурно на помош ќе ви дојдеме. А Господ е сведок дека тие навистина се лажливци. Кога би биле протерани, тие не би тргнале со нив. Кога би биле нападнати, тие не би дошле на помош. И кога би им дошле на помош, сигурно би избегале и тие без помош би останале. Тие повеќе се плашат од вас отколку од Господ, затоа што тие се неразумни луѓе. Само во утврдените градови или зад зидините тие против вас смеат заедно да се борат. Нивното непријателство е жестоко меѓу нив. Ти мислиш дека тие се сложни, меѓутоа срцата нивни се разединети, затоа што тие се луѓе кои немаат ум. Слични се на тие што неодамна тука сета погубност на постапките своји ја искусија, нив ги чека неподносливо страдање. Слични се на сатаната кога ќе му каже на човекот: биди неверник, па кога тој ќе стане неверник, тој тогаш ќе рече: јас се одрекувам од тебе и навистина се плашам од Бог, Господарот на световите. Двајцата на крај ги чека огнот во кој вечно ќе престојуваат, а тоа ќе биде казна за сите застапници. О, верници, плашете се од Бог и секој човек нека гледа што подготвил за утре и плашете се од Бог, бидејќи тој добро знае што правите. И не бидете како тие што заборавија на Бог, па тој направи самите себе си да се заборават. Тоа се вистински непослушни грешници. Не се еднакви жителите на пеколот и жителите на рајот. Жителите на рајот ќе го постигнат тоа што го сакаат. Ако го објавиме овој Куран на некој рид, ти би видел како е полн со стравопочит и како би се распаднал од страв пред Господ. Такви примери им наведуваме на луѓето за да размислат. Тој е Господ, нема друг Бог освен Него, тој е познавач на неведливиот и неведливиот свет, тој е семилосен, милостив. Тој е Господ, нема друг Бог освен Него, владетелот, светиот, тој што е без недостатоци, тој што го обезбедува секого, тој што бдее над сите, силниот, возвишениот, гордиот, возвишен и чист е Господ од тоа што му го припишуваат. Тој е Господ, Создателот, тој што создава од ништо, тој што му дава облик на се, тој што има убави имиња, него го слави и го велича се што е на небесата и на земјата, тој е силниот и мудриот. Во името на Бог, семилосниот, милостивиот. О, верници, не замајте ги моите непријатели и своите непријатели за пријатели, искачувајќи кон нив наклонност. А тие ја негираат вистината која ви доаѓа и ве изгонуваат, пратеникот и вас, само затоа што во Бог, Господарот ваш, верувате. Вие тајно љубов им подарувате, а јас го знам и тоа што го криете и тоа што јавно го правите. А кој од вас тоа ќе го прави, па тој скршнал од вистинскиот пат. Ако тие ве стигнат, ќе бидат непријатели ваши и ќе ги пружат кон вас со зли намери рацете своји и јазиците своји, и едвај ќе чекаат да станете неверници.
ни роднините ваши, ни децата ваши нема да ви бидат од корист на судниот ден, тој ќе ве раздвои, а Господ добро го гледа тоа што го правите. Прекрасен пример за вас е Аврам и тие што беа со него кога народот свој му рекоа: ние со вас немаме ништо, а ниту со тие што вие наместо Господ ги обожувате. Ние се одрекуваме од вас и непријателство и омраза помеѓу нас постојано ќе се јавува се додека во Господ во него единиот не поверувате. Не и во споровите на Аврам кон таткото свој, јас ќе се молам да ти се прости, но не можам со ништо да те одбранам од Господ. Господару наш, на тебе се подпирам и тебе ти се обраќам и кај тебе ќе се вратиме. Не допуштај, Господару наш, да не ставиш на искушение на неверниците и прости ни, Господару наш. Ти си навистина силниот и мудриот. Тие ви беа убав пример, тие што се надеваат на Господ и на оној свет, а тој што грбот ќе го сврти, па Господ навистина од никого не е зависен и само тој е достоен за благодарност. Господ сигурно ќе воспостави љубов помеѓу вас и оние со кои што сте скарани. Господ е семоќен, Господ многу простува и тој е милостив. Господ не ви забранува да чините добро и да бидете праведни кон тие што не војуваат против вас заради верата и кои од родниот крај не ве прогонуваат. Господ навистина ги сака тие што се праведни, но ви забранува да пријателувате со тие што војуваат против вас поради верата ваша и кои од родниот крај ве прогонуваат и кои помагаат да бидете прогонети. Тие што пријателуваат со нив самите себе си чинат неправда. О, верници, кога ќе ви дојдат верничките како мухаџирки, проверете ги, а Господ добро знае какво е верувањето нивно. Па ако се уверите дека се вернички, тогаш не враќајте ги кај неверниците, тие не им се допуштени ним. Ниту пак тие неверниците им се допуштени ним на верничките, а ним тајте им го тоа што го потрошиле. Не ви е грев да сожените со нив, кога нивните венчални дарови ќе им ги дадете. Многобошките не задржувајте ги во брак, барајте го тоа што сте го потрошиле, а и тие нека го бараат тоа што го потрошиле. Тоа е Господовиот суд, тој суди меѓу вас, а Господ се знае и мудар е. А ако некој од жените ваши кај неверниците избега, и ако потоа вие заробите плен во борба, тогаш на тие чии што жени избегале венчалните дарови кои им ги дале, надокнадете им ги и плашете се од Господ во кој верувате. О, веровеснику, кога ќе ти дојдат верничките да ти се заколнат на верност, дека на Господ нема никој рамен да му сметаат, и дека нема да крадат, и дека нема да блудничат, и дека нема децата своји да ги убиваат, и дека на машите туги деца нема да им подметуваат, и дека нема во тоа што е добро послушност да откажуваат, и ти заклетвата ним да прифатија и моли го Господ да ти прости. Господ навистина многу простува и тој е милостив. О, верници, не пријателувајте со луѓето на кои што Господ се разгневил, тие ја изгубија надежта дека каква било награда на оној свет ќе имаат, исто како што ја изгубија надежта и неверниците дека нивните умрени живи ќе се вратат. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, тоа што е на небесата и тоа што е на земјата го слави и го велича Господ, тој е силниот и мудриот. О, верници, со што го зборувате тоа што не го правите, многу е презрено кај Господ да го зборувате тоа што не го правите. Господ ги сака тие што се борат на неговиот пат во строеви како да се цврсто и споено стание. Бедем, кога Мојсей му рече на народот свој: о, народе мој, зошто ме вознемирувате? А добро знаете дека јас сум ви Господов пратеник, и кога тие скршнаа на страна, Господ стори срцата нивни да застранат, а Господ нема да му каже на вистинскиот пат на народот кој е непослушен. Ако Исус, синот на Марија, рече: о, синови Израилови, јас сум ви ваш Господов пратеник, да ја потврдам пред мене објавената Тора и да ви донесам радосна вест за пратеникот чии што име е Ахмед, кој ќе дојде после мене. И кога им ги донесе до јасните докази, тие рекоа: ова е јасна магија. А има ли понаправеден од тој што за Господ изнесува лаги, додека повикува во ислам, а Господ нема да му каже на вистинскиот пат да насилничкиот народ? Тие сакаат да го исказат Господовото светло со устите своји, а Господ го надополнува светлото свое, макар тоа да го мразат неверниците. Тој го прати пратеникот свој со опасвото и со вистинската вера, за да истигне над сите вери, макар тоа да го мразат многобожците. О, верници, сакате да ви окажам на трговијата, која ќе ве спаси од полното страдање. Верувајте во Господ и во неговиот пратеник, верувајте и со имотите своји и со животите своји, на Господовиот пат борете се, да знаете, тоа ви е подобро. Тој гревовите ваши ќе ви ги прости и во рајските градини, низ кои реки ќе течат, ќе ве поеде, и во прекрасни дворови, во еденските градини, тоа ќе биде голем успех, а ќе ви даде и друга благодат, која што ја сака
Господовата помош и блиската победа. Затоа изредување со радосни вести верниците. О, верници, бидете Господови помагачи, како што им рече Исус, синот на Марија, на блиските следбеници, кои се моите помагачи во повикувањето кон Господ. Блиските следбеници одговорија: ние сме Господовите помагачи. Па една група од синовите Израилови поверува, а другата не. Па тие што верува против непријателите нивни ги зајакнавме и тие победија. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Тоа што е на небесата и тоа што е на земјата го слави и го велича Господ, владетелот, светиот, силниот, мудриот. Тој на небесмените им испрати пратеник, еден помеѓу нив, а јетите негови да им ги кажува и да ги исчисти и да ги научи за книгата и за мудроста. Иако претходно беа во очигледна заблуда и на другите кои што се уште не име се приклучиле. Тој е силниот и мудриот. Тоа е Господовата добрина која што тој ја дава на тој што тој сака, а кај Господ добрината е голема. Примерот на тие на кои што Девратот им беше задолжен, потоа тие не се подржуваа за него. Слични се на магаре што носи книги. О, колку се лоши тие што ги негираат Господовите ајети, а Господ нема да му каже на вистинскиот пат на населничкиот народ. Кажи: о, евреи, ако тврдите дека од сите луѓе само вие се единствени Господови миленици, тогаш смртта посака идеја ако ја зборувате вистината, а поради тоа што го прават разете нивни, никогаш нема да посакаат. А Господ добро ги знае насилниците. Кажи: смртта од која што бегате на вистина ќе ве стигне. Потоа, кај тој што ги познава невидливиот и видливиот свет ќе бидете пратени и тој ќе ви извести за тоа што го правевте. О, верници, кога во петок на намаз ќе се повика: побрзете го сподувањето на Господ и купопродажбата оставете ја. Тоа ви е подобро да знаете. А кога молитвата ќе се сврши, тогаш по земјата раштркајте се и Господовата благодат парајте ја. И Господ многу споменувајте го, за да го постигнете тоа што го сакате. Докога тие ќе стогледаат некаква трговска роба или забава, се заредуваат по неа и тебе ти оставаат сам да стоиш. Кажи: тоа што е кај Господ е подобро и од забавата и од трговијата. А Господ е најдобриот снабдувач. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Кога лицемерите ти доаѓаат, велат: ние тврдиме дека ти навистина си Господов пратеник и Господ знае дека ти навистина си негов пратеник. А Господ тврди и дека лицемерите се вистински лажливци. Тие своите заклетви за штит ги земаат, па од Господовиот пат одвраќаат. Навистина е лошо како постапуваат. Тоа е затоа што беа верници, па станаа неверници и тогаш срцата им се запечатија, па не сваќаат. Кога ќе ги погледнеш, нивниот изглед те восхитува, а кога ќе проговорат, ти ги слушаш зборовите нивни, но тие се како потпрени шупливи трупци и мислат дека секој повик е против нив. Тие се вистински непријатели, па причувај се од нив, Господ да ги убие каде се одметнуваат. А кога ќе им се каже: дојдете, Господовиот пратеник ќе моли да ви се прости, тие главите своји ги тресат и ги гледаш како надмено одбиваат. Сеено име, молел ти прошка за нив или не, Господ навистина нема да им прости, Господ навистина нема да му каже вистинскиот пат на непослушниот народ. Тие говорат: не давајте им ништо на тие што се со Господовиот пратеник, за да го напуштат, а ресниците на небесата и на земјата се Господови, но лицемерите не сваќаат. Тие велат: ако се вратиме во Медина, сигурно посилниот ќе го истера послабиот од неа, а силата е кај Господ и кај пратеникот негов и кај верниците, но лицемерите не знаат. О, верници, нека не ве занесат богатствата ваши и децата ваши од сеќавањето на Господ, а тие што ќе го сторат тоа ќе бидат изгубени. Давајте од тоа со што ние ве снабдуваме, пред некому од вас смртта да му дојде. Па тогаш да каже: Господару мој, само уште за кратко време да ја одложиш, па милостина да давам и добар да бидам. Господ сигурно нема да му го одложи на никој, кому смртниот час негов ќе му дојде, а Господ добро го знае тоа што вие го правите. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Тоа што е на небесата и тоа што е на земјата го слави и го велича Господ. Нему власта и нему благодарноста му припаѓа. Тој може се. Тој е тој што ве создава, па од вас има неверници, а од вас има и верници. Господ добро гледа се што вие работите. Тој со вистина ги создаде небесата и земјата и тој ви дава облик и ликовите ваши ги прави убави и нему се ќе му се врати. Тој знае што постои на небесата и на земјата и знае што криете и што покажувате. Господ совршено ги знае мислите се чии. Зарем не допре до вас веста за тие што уште одамна не верува, па кобноста на посапката своја ја искусија, а уште и болна казна ги чека.
затоа што кога претениците нивни јасни докази им носеа говореа, зарем луѓето не упатуваат, па не веруваа и главите ги вртеа, а на Господ никој не му е потребен, Господ од никого не е зависен, само тој е достоен за благодарност. Неверниците тврдат дека нема да бидат оживеани. Кажи Мухамед, ќе бидете, се колнам во мојот Господар, сигурно ќе бидете оживеани, па за тоа што го правевте, навистина ќе бидете известени, а тоа за Господ е лесно. Затоа верувајте во Господ и во пратеникот Негов и во светлото кое што го објавуваме. Господ добро го знае тоа што го правите на денот кога тој ќе ве собере, на денот на собирот. Тоа е ден кога ќе ви биде јасно дека меѓусебно се измамивте. Кој верувал и правел добри дела, тој ќе му ги прикрие лошите дела и ќе го воведе во рајските градини низ кои реки течат. Во нив вечно и за навек ќе живее. Тоа ќе биде голем успех. А тие што не веруваа и кои што ајетите наши ги негираа, ќе бидат жители на огнот, во него вечно ќе останат, тоа ќе биде ужасно место каде што ќе се вратат. Никаква неволја не се случува освен со Господова дозвола, а кој верува во Господ, тој ќе го упати неговото срце, а Господ се добро знае. И покорувајте им се на Господ и на пратеникот Негов. А ако се свртите, па пратеникот наш е должен само јасно да се општува. Само Господ е Бог и верниците само на Господ нека се подпираат. О верници, меѓу жените ваши и децата ваши, навистина имате непријател. Па внимавајте на нив, па поминете преку тоа и примете го оправдувањето, туку простете. Па и Господ простува и милостив е. Имотите ваши и децата ваши се само искушение, а кај Господ наградата е голема. Поплашете се од Господ колку што можете, и слушајте и покорувајте се, и милости надавајте за свое добро, а тие што ќе бидат сочувани од скршавоста и алчноста, ќе бидат тие кои што ќе успеат. Ако на Господ му дадете убав заем, тој ќе ви го скорени и ќе ви прости. Зашто Господ е благодарен и благ, познавач е на невидливиот и видливиот свет, силниот и мудриот. Во името на Господ, Всемилосниот, милостивиот. О веровеснику, кога ќе сакате да се разведете од сопругите, пуштете ги во времето кога се чисти, а потоа времето што треба да помине, бројте го од Господарот свој. Господ, плашете се, не терајте ги од сановите нивни, а ни тие нека не издегуваат, освен ако сторат очигледно срамно дело. Тоа се Господовите прописи, тој што ги крши Божјите прописи, сами од себе си неправда си чини. Ти не знаеш, Бог може после тоа да пружи можност за помирување. Па кога ќе го достигнат времето на своето чекање, вие или на убав начин задржете ги, или великодушно од нив конечно разведете се. И како сведоци двајца ваши праведни луѓе земете, и сведочењето заради Господ извршете го. Тоа е совет за тој што верува во Господ и во оној свет, а на тој што се плаши од Господ, тој ќе му најде излез и ќе го снабди од каде што не се надева. Тој што се подпира на Господ, тој му е доволен. Господ навистина ќе го исполни тоа што го одлучил. Господ веќе му одредил рок на се. А тие ваши сопруги кои надежта во месечниот циклус ја изгубиле и тие што него ни добиле, тие треба да чекаат 3 месеци. Ако паѓате во сомнеш, трудниците чекаат се додека не родат, а тој што се плаши од Господ, тој во се ќе му даде леснотија. Тоа е, ете, Господовиот пропис, кој тој ви го објавува. А на тој што ќе се плаши од Господ, тој преку неговите лоши поставки ќе мине и уште голема награда ќе му даде. Оставете ги нив да живеат таму каде што живеете и вие, според своите можности, и не правете им тешкоти и со цел притисок да им извршите. Ако се трудни, дајте им издршка, се додека не се породат. А ако ви ги дојат децата, тогаш дајте им ја заслужената награда и договорајте се меѓусебно на убав начин. А ако настанат недоразбирања, тогаш друга нека му го дои детето. Богатиот нека троши според богатството свое, а тој што е сиромашен според тоа колку што Господ му дал. Бидејќи Господ никого не задолжува повеќе од колку што му дал, Господ сигурно по тешкотијата ќе даде олеснување. А колку ли села и градови се оглушија на заповедта на Господарот нивен и на пратеникот негов, па со нив жестоко се пресметувавме, а и ќе ги казниме со ужасно страдање. Тие ја искусија погумноста на постапките своји, а пропаста ќе биде нивниот крај. Господ за нив подготви неиздржливо страдање, затоа плашете се од Господ, о вие кои што се обдарени со разум, вие кои што верувате. Господ веќе ви прати опомена, пратеникот, кој Господовите јасни ајети ви ги кажува, за отемнини на светлина да ги изведе тие што веруваат и што прават добри дела. А тој што ќе верува во Господ и ќе прави добри дела, ќе го воведе во рајските градини, низ кои реки течат, и во нив за навек ќе останат. Господ ќе му дава прекрасно собдување.
Господ создаде 7 небеса и исто толку земји. Неговата наредба до сите нив достигнува, за да знаете дека Господ е моќен за се и дека Господ со знаењето свое опфаќа се. Во името на Господ се милости од милостивиот. О веровеснику, зошто си го забрануваш себе си тоа што Господ ти го дозволил, сакајќи го задоволството на своите сопруги, а Господ многу простува и милостив е. Господ ви пропиша како своите заклетви да си ги искупите. Господ е вашиот Бог, тој се знае и мудар е. Кога веровесникот менна од своите сопруги една тајна и довери, па таја ја издаде, а Господ тоа не му го откри, тој еден дел и беше кажал, а останатото го премолчал. Па кога тој за тоа ја извести, таа праша, кој те извести за тоа? Тој рече, ми извести се знајниот. Кому ништо не му е скриено. Ако вие две му се покаете на Господ, па вие го сторивте тоа за што требало да се покаете. А ако се здружите против него, па Господ е негов заштитник и Гаврил. И честитите верници на крај и сите ангели ќе му бидат на помош. Ако тој ве разведе, Господарот негов наместо вас ќе му даде подобри жени од вас, муслиманки, вернички, послушни на Господ, покајанички, кои се плашат од Господ, кои постат вдовици и девојки. О, вие кои верувате, себе си и семејствата своји вардете ги од огнот, чии што гори во луѓето и камењата ќе бидат, и за кои строги и силни ангели ќе се крижат, кои што на тоа што Господ ќе им го заповеда нема да бидат непослушни, и кои тоа што ќе им се нареди ќе го извршат. О, вие кои не верувавте, денес не правдајте се казнувате само за тоа што го заслуживте. О, вие кои верувате, покајте му се на Господ искрено. За Господарот ваш да премине преку вашите лоши постапки и во рајските градини низ кои реки ќе течат, да ве воведе на денот во кој Господ нема да го срамоти веровесникот и тие кои што заедно со него веруваа. Светлото нивно ќе оди пред нив од нивната десна страна. Господару наш ќе велат тие, направи го потполно светлото наше и прости ни, бидејќи ти навистина можеш се. О, веровеснику, бори се против неверниците и лицемерите и биди строг спрема нив. Нивно престојувалиште ќе биде пеколот, а тоа е ужасно живеалиште. Господ ги наведува како поука за тие што не веруваат. Жената на Ное и жената на Лот беа мажени за двајца, наши честити робови, па ги измамија и тие двајца нема да можат кај Господ да им помогнат. И ќе се каже, влезете вие две во огнот со тие што блегуваат. А на тие што веруваат, Господ како поука им ја наведува жената Фараонова, кога рече, Господару мој, изгради ми кај себе куќа во рајот и спаси ме од Фараонот и неговите постапки и избави ме од неправедниот народ. И Меријам, керката Имранова, која невидно со своја ја сочува, а ние вдахнавме живот во неа, и таа во зборовите на Господарот свој и во книгите негови веруваше и беше од тие што го поминуваат времето во молитва. Во името на Господ, Всемилосниот, милостивиот. Благословен е тој во чија што рака е власта, тој може се. Тој што ги даде смртта и животот, за да ве искуша, кој од вас подобро ќе постапува. Тој е силниот, тој што простува. Тој што седумте неба едни врз други ги создаде како слоеви. Ти во тоа што Всемилосниот го создава, не гледаш никаков надсклад. Па повторно погледни да не видиш некаков недостаток. Потоа повторно два пати погледни, погледот ќе ти се врати истощен и уморен. Ние најблиското небо со сјајни светови го украсивме и ги направивме оган за гагање на демоните, за кои што подготвивме страдање во огнот, а за тие што не веруваат во својот Господар, им припаја казна во пеколот, а тој е ужасно престојувалиште. Кога во него ќе бидат фрлени, бучењето негово ќе го чујат и тој ќе врие, скоро да се распадне од бес. Кога и да се фрли група на луѓе во него, стражарите во него ќе ги запрашаат, зарем некој не доаѓаше да го поменува? Да, доаѓаше тој што не поменуваше, ќе одговорат. А ние не гиравме и веревме, Господ не објавил ништо, вие сте во голема заблуда. И ќе речат, да слушавме или да размислувавме, немаше да бидеме меѓу жителите на огнот. И тие ќе ги признаат своите греови, па жителите на пеколот, огнен, далеку нека бидат од нас. За тие кои што од Господарот свој се плашат, дури и кога никој не ги гледа, има прошка и награда голема. Зборувајле вие тивко или гласно, па тој сигурно ги знае мислите сечии, а како и не би знаел тој што создава, тој што се детално знае, кој што за се е известен. Тој земјата погодна ви ја направи, па одете по пределите нејзини и хранете се со тоа што тој го дава, нему по преживувањето ќе му одговарате. Дали сте сигурни дека тој што е на небесата нема в земја да ве втера, кога таа ќе почне ненадејно да се тресе? Или дали сте сигурни дека тој што е на небесата нема вам ветер со камења да ви прати? Тогаш би дознале каква е казната моја,
а негира и тие пред нив, па каква само беше казната моја? Зарем тие не ги гледаат птиците над себе како со расширени крилја летаат, а и ги собираат? Само се милостиот ги држи. Тој навистина се добро гледа, или кој е тој што ќе биде ваша војска и ќе ви помогне вам, освен се милостниот? Неверниците се само во заблуда. Или кој е тој што ќе ве нахрани, ако тој храната своја ја скрати, но тие се упорни во горделивоста и во бегањето од вистината. Дали е на поисправен пат тој што одејки се сопнува, или тој што по вистинскиот пат исправно оди? Кажи, тој ве создава и ви дава слух, и вид, и ум, а вие малку се благодарувате. Кажи, тој по земјата ве расеа и пред него ќе бидете собрани. А тие говорат, кога веќе еднаш ќе те случи таа закана, ако вистината ја зборувате? Кажи, само Господ знае, јас сум должен само јавно да опоменувам. Кога казната одблизу ќе погледат, очај ќе ги прекрие лицата на тие што не веруваа и ќе биде речено, еве, ова е тоа што го избрзувавте. Кажете ми вие мене, ако Господ ми испрати смрт и на тие што се со мене, или ако ни се смилува, кој ќе ги заштити неверниците од неиздржливото страдање? Кажи Мухамед, тој е семилосниот, во него веруваме и врз него се подпираме, а вие сигурно ќе дознаете кој е во чиглена заблуда. Кажи Мухамед, што мислите ако ви пресушат водите, кој ќе ви даде протечна вода? Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, се колнам во перото и во тоа што тие, ангелите, го пишуваат. Ти не си со милоста на Господарот свој луд, ти сигурно награда непрекидна ќе добиеш, бидејќи ти навистина имаш најдобар карактер и ти ќе видиш, а и тие ќе видат, кој од вас е заведен. Господарот твој добро го знае тој што од неговиот пат скршнал и тој добро ги знае тие што се на вистинскиот пат. Затоа не им се покорувај на лажливците. Тие едва и би дочекале ти да попуштиш, па и тие би попуштиле. И не слушај никаков презрен, кривоклетник, клеветник, кој што пренесува туѓи зборови, скржавец, насилник, голем грешник, суров и освен тоа во туѓо племе натрапник, само затоа што е богат и што има многу синови, кои кога јаетите наши му се кажуваат, вели, тоа се само приказни на народите древни. Ние на носот ќе му втиснеме белег, ние во искушение ги ставивме, како што ги ставивме во искушение собствениците на една градина, кога се заколнаа дека сигурно рано изутрина ќе ја оберат, а не рекоа ако даде Господ, и додека тие спиеа, неа од Господарот твој ја зафати несреќа и таа осамна опустошена, а взори тие едни со други се довикуваа, поранете во градината своја ако мислите да ја оберете. И тие тргнаа тивко разговарајки, ниту еден сиромав нека не би влезе никако денес. И тие поранија уверени дека ќе можат тоа да го спроведат, а кога ја догледаа повикаа, ние заталкавме, но не, лишени сме од се. Подобриот меѓу нив рече, не ли ви говорев дека треба да го славиме Господ? Славен и возвишен нека е Господарот наш, рекоа, ние навистина бевме неправедни. И тогаш почеа едни со други да се прекоруваат, тешко нам говореа, ние навистина бевме алчни. Господарот наш може подобра од неа да ни замени, само од Господарот наш ние се надеваме на надомест. Ете таква беше казната, а на оној свет нека знаат казната е уште поголема. За оние кои ќе се плашат од Господ ќе има навистина рајови на уживање кај Господарот нивен. Зарем муслиманите со злосрдниците ќе ги изедначиме, што вие како расудувате? Зарем имате книга, па во неа читате дека ќе го имате тоа што ќе го одберете? Или зарем имате од нас заклетви кои до судниот ден ќе важат дека тоа што вие ќе го одредите, ќе го имате? Прашај ги кој од нив е гарант за тоа, или имаат ли тие соучесници, па нека ги донесат соучесниците своји, доколку ја говорат вистината. На денот кога под коленицата ќе се открие и кога ќе бидат повикани со лицето на тлото да паднат, па нема да можат со своите спуштени погледи, ќе ги поклопи понижувањето, а беа повикани со лицето на тло да паѓаат додека беа здрави. Затоа оставиме мене и тие што овој говор го регираат, ние постепено од каде што не се надеваат на страдањето, ќе ги приближуваме и време ќе им даваме, бидејќи казната моја е цврста. Зарем ти бараш награда од нив, па се оптоварени со данок, или кај нив е знаењето за гајбот, па препишуваат. Ти трпеливо чекаја пресудата на Господарот свој и не биди како оној што беше во рибата, кога извика, а беше огорчен. И да не го стигнеше Господовата милост, на пусто место ќе беше isfрлен и прекор ќе заслужеше. Но Господарот негов го избра и го направи еден од оние што се добри. Неверниците скоро да те кутнат со погледите своји, кога опомената слушаат велејки, тој навистина е луд, а куренот е само поменат целиот свет. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, часот неизбежен. Што е часот неизбежен? И дали ти знаеш што е часот неизбежен? Семут и јад крајот на светот го негираа.
па семот е уништен со гласот страотен, а ат е уништен со ветер леден, силен. Тој кому власта на нив 7 ноќи и 8 дена последователни му ја препушти, па во нив луѓе исполегнати како шупливи палмини стебла виде. И дали виде некој од нив да остана, а дојдоа фараонот и тие пред него и поради одвратните постапки на жителите на превртените населби и му беа непослушни на пратеникот на господарот свој, па тој со жестока казна ги казни: ние кога водата преплави се, во бродот ве носевме за поука да ви го направиме и тоа од заборав да го сочува увото што помни. А кога еднаш во рогот ќе се дубне, па земјата и небото ќе се понесат и од еден удар ќе се здробат, тој ден крајот на светот ќе се случи и небото ќе распука, тогаш лабаво ќе биде и ангелите на неговите краеви ќе стојат, а аршот на господарот твој тој ден над нив 8 мина ќе го држат. Тој ден ќе бидете изложени и ниту една ваша тајна нема скриена да остане. Тој на кого книгата негова во десната рака негова ќе му се даде, ќе рече: еве ви, читајте ја книгата моја, јас цврсто верувам дека сметката моја ќе ја полагам. И тој во животот ќе биде задоволен, во рајот висок, чии што плодови на дофат на рака ќе бидат. Јадете и пијте радосни за тоа што во деновите минати го заработивте. А тој на кого ќе му се даде книгата во левата рака негова ќе рече: камо среќа книгата моја да не ми е ни дадена и да не ни дознаев за пресметката своја, камо среќа смртта да ме докрајчеше, богатството мое не ми од корист, силата моја ја нема веќе, зграпчете го и во окови оковајте го, потоа во оган пржете го, а потоа во синџири 70 лакти долги врзете го. Да вистина тој во големиот Господ не веруваше и да се нахрани гладниот не потекнуваше, затоа тој денес овде близок пријател нема, ниту друга храна освен помии кои само неверниците ќе ги јадат. А јас се колнам во тоа што го гледате и во тоа што не го гледате. Куренот на вистина е говор објавен на благородниот пратеник, а не е говор на никаков поет, колку малку вие верувате. И не се зборови на никаков гатач, колку малку вие размислувате. Тој е објава од Господарот на световите. А да изнесуваше тој какви било зборови против нас, ние со десницата би го скрапчиле, а потоа главната вена би му ја пресекле и никој меѓу вас не би можел од тоа да го одбрани. На вистина куренот е паука за богобојазните, а ние сигурно знаеме дека некои од вас нема во него да веруваат. И тој на вистина ќе биде причина за пропаст на неверниците, а тој на вистина е неприкосновена вистина. Затоа ти слави го името на Господарот свој, величествениот. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Некој запраша за казната која што ќе им се случи на неверниците. Никој не може да го спречи Бог, Господарот на возвишеноста и степените, тоа да не го стори. Код него се качуваат ангелите и Гаврил во денот кој трае 50.000 години. Ти црпи се со пријатна трпеливост. Тие мислат дека нема да се случи, а ние знаеме дека сигурно ќе се случи. Оној ден кога небото ќе биде како талок од масло, а планините како искубана волна, кога пријателот нема пријателот свој ништо да го праша, иако едни со други ќе се видат, злосторникот едва би дочекал од страдањето на тој ден да се искупи со синовите своји, и со жената своја, и со братот свој, и со семејството свое што го штитеше, и со сите останати на земјата, само за да се избави. Никогаш тој пеколот само распламтен ќе биде, кој рацете и нозете ќе ги корне, ќе го повикува тој што главата ја вртел и избегнувал, и натрупувал, и сокривал. Човекот навистина е созарен лаком, кога ќе го снајде неволја очаене, а кога ќе го снајде благосостојба себичене. Освен клањачите, кои што во своите намази се истрајни, и тие во чии што имоти ќе има одреден дел за тој што проси и за тој што не проси, и тие што во судниот ден ќе веруваат, и тие што од казната на Господарот свој ќе стравуваат, а од казната на Господарот свој никој не е сигурен, и тие што своите срамни места ќе ги чуваат, освен од жените своји или од оние што се во нивна собственост, тие навистина прекорни заслужуваат, а тие што барат вон тоа, тие паѓаат во грев, и тие што доверените аманети ќе ги чуваат и обврските своји ќе ги исполнуваат, и тие што сведочењата своји ќе ги извршуваат, и тие што намазите своји ревносно ќе ги извршуваат. Тие во рајските градини ќе бидат почестени, што име на тие околу тебе кои што не веруваат, па брзаат одесно и одлево во групи.
како секој од нив тежнее во рајот на уживањето да влезе. Никогаш ние ги создаваме од тоа што тие го знаат. И јас се колнам Господарот на истоците и западите, дека можеме со подобри од нив да ги замениме и никој во тоа не може да не спречи. Затоа остави ги нека се задлабочуваат во безделништвото и нека се забавуваат додека денот кој им се ветува не го дочекаат. Денот во кој забрзано, како да брзаат конидолите од гробовите ќе излегуваат, со спушчени погледи и потиштени од понижување. Тоа ќе биде оној ден кој што им беше ветуван. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, ние го испративме Ное до неговиот народ, опомени го народот свој пред да го стигне полна газна. О, народе мој, говореше тој, јас сум ви навистина јазен опоменувач. Господ, опочувајте го и од него плашете се и мене послушни бидете ми. Тој гревовите ваши ќе ви ги прости и во живот од одредениот час ќе ве остави. А кога Господовиот одреден час ќе дојде, да знаете дека навистина нема да се одложи. Тој рече, Господару мој, јас навистина народот свој и дење и ноќе го повикував. То повикувањето мое уште повеќе го далечи. И кога и да ги повикував да им простиш, прстите своји во ушите ги става и ствариштата своји се покрива, беа упорни и претерано вообразени. Потоа јас отворено ги повикував, а тогаш јавно им објавував и во доверба им шепотев, велејки, барајте прошка од Господарот свој, бидејќи тој навистина многу простува, тој дожд обилен ќе ви праќа и ќе ви помогне со имоти и со синови и ќе ви даде градини и реки ќе ви даде, што вие зошто од Господовата величина не се плашите, а тој постепено ве состава. Зарем не гледате како Господ 7 небеса едно на друго ќе создаде и на нив осветлена месечина даде, а сонцето светелка го направи. Господ како и растенијата во земја ве состава, потоа во неа ве враќа и од неа сигурно ќе ве изведе. Господ ви ја направи земјата пространа, за да патувате по неа по патиштата пространи. Ное рече, Господару мој, тие мене не ме слушаат и се поведуваат по оние чиишто богатства и деца пропаста нивна само ја зголемуваат и сплетки големи плетат и велат никако божествата ваши не ги оставајте и никако ниту вет, ниту сува, а ни јегус, ни јеук, ниту несар не ги напуштајте, а веќе многу мина во заблуда заведува, пати на насилниците само пропаста с големи имја. И тие поради гревовите своји се потопени и во огнот ќе бидат поведени и никого за себе освен Господ како помошник нема да најдат. И Ное рече, Господару мој, не остави на земјата ниту еден неверник, бидејќи ако ќе оставиш, тие робовите твои во заблуда ќе заветуваат и само грешници и неверници ќе раѓаат. Господару мој, прости ми мене и на родителите мои и на тој што како верник во домот мој ќе влезе и на верниците и верничките, а на насилниците само пропаста с големи имја.